Здраво и добро ни дојдовте во уште едно издание на емисијата Пријатели. Се надевам дека претходниот пат го задржавме вашето внимание, па ќе не гледате до крај повторно и денес. Имам интересни содржини со кои ќе ве забавуваме и едуцираме. Гледајте не. Нашиот денешен гостин е Сања, верувам добро познато лице за македонската јавност. Ја знаеме од топ форма, работна сабота, сега и водителка на Македонија денес. Главната улога ќе има секако Фиби, тоа е нејзиното кученце за кое ќе ни каже многу повеќе работи. Добро ни дојде Сања, ти благодарам што ја прифати понудата да ни гостуваш во емисија. Јас ви благодарам што ја имам честа да бидам дел од вашата емисија. Секако јас како втора во оваа емисија, на прво место секако е моето милениче Фиби, кое што ете денеска е во главната улога. Така. Ајде да започнеме со Фиби. Како Фиби пристигна во твоите раци? У Фиби веќе имам 7 година. Значи Фиби има 7 години и дојде во еден период во мојот живот кога навистина имав потреба од еден ваков миленик. И сосема случајно видов едно кученце на моја пријателка, кој што праша што раса е, Малтезер. Јас до тогаш ниту знаев дека постои таква раса, беа тогаш релативно ретки овде кај нас. И почнам да истражувам, да барам и ете отидов до Бачка Паланка во Србија, од каде што од многу убаво педигрирано легло ја одбрав Фиби, така таа стана дел од мојот живот и мојот пријател. Го има името од пријатели од Френц, така да од така ете и нејзиното име, да. Така, значи Фиби не е србинка сега. Па да, Фиби има српско потекло, да. Додуша во нејзиниот родовник има и родител кој што е од Унгарија, така да педигрирано куче. И тоа како? Да. Добро се гледа на вистина е убаво. Да, по стандардите на расата Малтезере. 7 години еве како што веќе реков има задржано сите тие карактеристики, 2700 килажа за женско, така да. Така. Знаеш веројатно и други карактеристики за малтезерите кои еве после 7 години би можела да ни ги кажеш што треба да поседуваат за да бидат најпедигрирани. Да, значи токму како што кажа, да бидат педигрирани треба да имаат одредени други карактеристики нивната раса. Долгото влакно кое што е карактеристично и тоа не е влакно кое што е кучешко, ниту се митари Фиби, значи што можеби многумина ќе си замислат ете куче со долго влакно, сигурно имаме премногу влакна по дома, не. Ова раса на кучиња не се митари, не мириса и е одлична за чување во друштво на деца, затоа што оние кои што се можеби алергични на кучиња, овие кучиња не ја предизвикуваат алергијата кај децата. Тоа е тоа. Дружелюбиви, забавни и постојано како мали деца интересни, затоа во моментот ја немаме во кадар, затоа што тука наоколу мора се да истражи. Така, навистина е хиперактивна и тоа е супер дружелюбиво, тоа го заприметивме. Кои други карактеристики има Фиби како кученце? Дали реагира вака на сите луѓе, бидејќи со нас е навистина добро? Да, доста е дружелюбива, доста е питома кога станува збор за деца. Не е некоја која што е напорна со деца, знае да внимава и еве дојде, знае да внимава со дечиња, да биде со нив фина. Никогаш до сега нема направено нешто со кое што би ни изненадила нас. Во текот на денот е како сите кучиња, спие, си игра, доста е лакома за низината тежина и тоа е тоа. Така, се дружи со други кученца како што можев да забележам. Да. Сака да, со сите си е... Реагира доста, особено на повозрастни раси, тоа ќе кажам. Кога има некоја мала раса, толку не се радувам. Не е заинтересирана. Но кога ќе види еден волчја како овој што е тука во наша близина, еве како реагира, оди на кај него да се дружи и да се игра. Така, дали водиш некоја посебна грижа за незиното влакно, пошто нели има долго влакно? Да. Иако можеби не представува голем проблем како што кажа, но претпоставувам има препарати. Мора да се внимава на влакното затоа што бара постојано четкање, постојано чешлање и одржување, но ете, некогаш јас се грижам за низиното бањење со посебни шампони, посебни регенератори за да биде сето тоа така убаво, но имаме и наши пријатели од салонот за одржување на миленици, ете и Залаја. Тоа е Ашаја и Тошка Грозданов кои што одлично негуваат и ја чуваат Фиби кога станува збор за низиното влакно да изгледа вака. Така, дали има посебна храна со која се храни или јаде се и... Она би сакала да јаде се, иако јас па многу не го дозволувам, но моите дете така знаат да ја радат малку повеќе. Јаде храна за оваа. Колку успеваш да најдеш време за неа со оглед тоа што нели живееме брз живот, имаме многу обврски?
Како успеваш да најдеш и неја да ја посветиш доволно внимание? Па морам да кажам дека во последно време со врските на работа и не толку многу и во студеното време повеќе се дружиме дома отколку надвор. Сепак и поради незиното долго влакно, влажните денови кога врне и кога е надвор студено, не излегуваме толку често надвор. Речи си да има и со недели колку Киви нема да излезе надвор. Ќе се прашате сега тука како ги врши тие работи, природни потреби, да, физиолошки. Уште од првиот ден како дојде во нашиот дом ги научи тие работи да ги прави на пелена, на одреден дел од станот, значи има во едно ќоше каде што стои пелена, на која што кога има потреба, оди и ја завршува работата најадекватно. Така, знае да прави здраво и да седне кога ќе ги биде кажано, да. Има и наредби кои што ги има научено доста од мала. Фиби, ќе дадеш здрава? Дај здрава. Ајде, Фиби. Нема сега вниманието и го краде незиниот пријател. Пред камерите е подруго. Да. Така, си ги знае своите должности, да речем, за извршување на физиолошки потреби. Така, сака да шета кога ја вадиш, како реагира? Да, сака, значи долги прошетки се омилени, неуморна е кога станува збор за играњето и за трчањето. Ја сака природата, сака да биде постојано надвор, така да и послушна е доста. Значи, додека не ја истроши енергијата, јас ја оставам да си трча во трева, а потоа веќе знае да седне и да испиеме кафе на раат. Така, со сите членови од семејството еднакво приврзани или си има некој кој највеќе го сака? Па некако како да ги има поделено улогите, кој за што е. Јас сум и домакинот и мене ме гледа како газда, како да кажеме, како некој кон кого е најмногу преврзана и без кого не може, но тука сега која е мајка ми која што е главна кога станува збор за давање храна, која што јас не ја давам. И така во неј се гледа келнер, можеме да кажеме, да. Секој сака за различно. Да, и секако мојата внука Матеја која што сега веќе си ја присвои Фиби, така да јас не смеам повеќе да бидам нејзин собственик. Сега Матеја си, да. Така. Во овие 7 години претпоставувам си имала некои можеби здравствени проблеми со Фиби или како се одвивало тоа со вакцинирање? Ги доби сите вакцини што се потребни, ги добива редовно. Со здравствени проблеми не сме имале многу. Едно беше тоа ова лето, првата настинка која што имавме. Тука јас испанишев доста многу, затоа што ете 6 години немавме ништо, 7 скоро. А сега добивме некоја настинка, така да имаше доста кашлање, доста кивање и така некои работи кои што најмногу помина како благодарение на интервенцијата на ветеринарите. Така. Со оглед тоа што е навистина хиперактивна и енергична, дали може би има некоја несекојдневна случка која би можела да ја споделиш со нас? Како мала, многу. Мислев дека никогаш нема да и помине таа хиперактивност нејзина. И постојано гледа некаде да истрча, да излезе. Случаи имало, не знам, еднаш ми влезе во супермаркет на вратите кои што автоматски се отвараат, така да моравме по супермаркет да се бркаме со неа. Иначе е вака фина, немаме некои посебно многу проблеми. Еднаш ни отидовме на кафе и за секунда ни избега, па малце имавме паника да не случајно се изгубила, така да тоа беше една стресна ситуација со Фиби. Тоа сега скоро се случи во едно скопско кафуле, каде што 3 минути ни се сторија како да се 3 дена барајќи ја каде, а таа си отишла во некој ќоши и си ужива. Така, и не сака да каже каде. Да. Така, дали пред Фиби си имала други миленичи? Мачка имав, сијамска, која што чував 13 години, претходно папагали, но ова ми е прво куче кое што го чувам. Така, задоволна се предпоставам со љубовта која дава и начинот на кој ќе ти се израдува кога ќе се вратиш дома. Да, дефинитивно. Значи, од секогаш сум сакала да имам куче, од секогаш сум сакала да чувам и веќе кажам сакав самоет многу да чувам, меѓутоа во условите во кои што живеам во стан, сметав дека е навистина греота за кучето во такви услови да живее и кога се одлучував за тој период кога сакав да земам куче, ми се биде дека ова идеално за девојка и за во стан и за некој кој што можеби нема навика долги прошетки да прави и да трча. Оваа раса не бара премногу шетање и секојдневно, да. Значи и за патување е одлична, поднесува долг пат, така да патувате често? Сега во последно време не,
но мислам дека денес да ја ставиме во автомобил дека ќе ужива каде и да сака да отиде. На следната дестинација. Да. Така. Мислам дека би ме поддржала кога би кажал дека не е битно сепак нели расата, може би тоа да е и некој улично куќе. Улично куќе дефинитивно. Така, сепак ќе ти ја даде истата љубов, дури многу повеќе од тоа што ти ќе го дадеш на тоа куќе. Мило ми е навистина што еве имавме прилика да запознаеме Фиби. Ми посакувам уште многу убави моменти заедно. Еве мило ми беше што седев со човек кој има епитет единствен за разговор со Новак Џоковиќ во Македонија. И тој има раса слична на малтезерот, така да плюс заеднички теми. Да, такви тие мали раси и тој е љубител на нив, така да во секој случај мене ми е драго што дојдовте да се запознаеме, да запознаете Фиби. Сакам да им препорачам на сите кои што сакаат да чуваат миленик, тоа да го сторат, небитно дали станува за педигрирана раса или како што рековме пред малку, за некое куќе кое што ќе го сретнете некаде на улица, доколку имате можност да го вдомите и да му помогнете, тоа да го направите, затоа што секое куќе може подеднакво да даде љубов, но секако треба и ние да се грижиме кога веќе го земаме и да биде наш пријател, да дадеме максимум од себе. И кога веќе го имаме, да се грижиме постојано за него, не само кога немаме време или кога немаме друштво или кога имаме. Во секој случај не смееме да ги занемариме милениците за кои што сме се одлучиле да ги грижиме. Ти благодарам многу што ни беше гостин, се надевам ќе имаме наредна прилика за разговор понатаму. Ми беше драго. Благодарам Фиби и тебе. Нашиот маркет се затвара за 10 минути. Ви благодариме за довербата. Господинот Митрески да се јави на каса број 3. Повторно влегле кучиње поради овие фрутис. Доаѓам. За фрутис, кучињата би направиле се. Сакате ли милениче? Живеете ли во урбана средина? Или го чувате вашиот миленик дома? Сите ние ги сакаме животните, а тие имаат само една потреба да одат кај најдобрите. 5 шопови пријатели во Битола, кај поштата и во новиот пазар на вториот кат. Ние ги сакаме животните и доаѓаме во пријатели.
беше се за денешното издание на емисијата, пријатели. Љубовта која ќе ви ја подари вашиот миленик е огромна и многу поголема од она што вие ќе вложите во нив. Земете си милениче затоа што домот не е дом без миленик во него. Гледајте ни наредниот пат на истото место во истото време. Чао, чао.